заборавам многу ствари, дури и доаѓа до момент да некој ми се налути ради тоа што сум заборавила. Знам да насмеам луѓе, али тоа се си иде, не знам, спонтано, природно. Еве, на тоа сум можеби најгорда на одбирањето на мојот животен партнер. Секое станување и секој пред да легнам, фала ти Господе. И многу битно според мене да ти оди муабетот со некој. И постојано договарај термини по студија и не можеш да договориш, а тебе секој дневно ти се работи по студио. Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Добро вечер, македонски народе. Најпрво сакам да ви посакам да имате убава вечер, секако да останете со програмата на телевизија Алфа, затоа што денес ние го славиме нашиот прв роден ден или прв роден ден од постоењето на Старс ТВ шоу. Токму од таа причина имаме со нас двајца прекрасни наши гости, млади изведувачи, Александар Тарабунов и Александра Јанева. Ве молам еден огромен аплауз. Александар Јанева. Да, навистина. Јас пред 2 дена кога ги спремав прашањата, пишувам Александар, пишувам Александра и сега кога ви поставувам прашањата, некако двајцата викам како на Александра ќе се обраќам со Александра, на тебе со Тара. Може, За да може. се разликува, биде да не малце. знам. Да биде малце поразлично. Ова снимање го договараме реално многу долго со двајцата. Морам да признам, и тоа е по ваша вина, не по моја. Па делумно. Така да. Јас требаше да бидам со друг гостин, но ете, како и секојаш јас и Тара се погодуваме едно 5-6 пати да бидеме заедно во Па ако емисија. не е лошо. Ама затоа денес имаме роденденско издание, може така требало да биде. Со песна, Така со е. убаво да си го Апсолутно. Се во направиме. свое време, како и кажа. Така е. Морам да ви кажам дека прекрасно изгледате двајцата и како да сте се договориле што ќе се облечете. Нели како бенд сме? Да, тоа се смееме дека и јас бела кушла и Некако она ме викам. потсеќа мене како како нешто бенд. како каубујски малку така како Да, така, А? малце рокерски, ама идеме к да. Малце конаба. Па Браво, добро, ти да, ама ти во секој кажеш случај, во секој случај убаво. Кога сме веќе кај роден дените, фала ви многу што не го честитавте роден денот. Да. Не би рекол да ви се множат, Да се множат. зашто ви е прв, па да имате уште многу родендени, па после од вториот нека ви се множат. Па, Ајде, може. Дај Боже, чулта Бог. А дали славите, пример, дали ги воздигнувате тие денови, пример, роден дени, дали ви се значајни? Како стариеме сега само јубилеи почнеме да славиме. Исто. Последниве 5 години мислам дека на настап. Да, Сум- на настап си секој слави. морам да сум на настап. Супер, работно, па добро. Ти го честитат публиката. Добро, па не тоа мора тоа така да биде, лошо. пример, еве кога ќе се оди на одмор. Дали тие значајни моменти знаете да им придадете важност? Секогаш убаво се чувствувам, тоа ми е најважното, затоа што знам дека блиските ќе ми честитаат, ќе ми се јават, ќе ме гушнат, ќе ми посакаат убава година, така што и да не го прославам самиот ден на роденденот, знам дека сите денови пред и после роденденот ќе ми бидат онака еуфорични, полни со убава позитивна енергија и затоа можеби некако се радувам секогаш кога доаѓам блиску до роденденот. Чекај, ти што си у хороскоп? Јас сум во јуни. Близнаци, 20 Близнаци? мај. 20 Мој човек, и јас сум 10 близнак. дена. Супер. И ти си близнак. Да. Па ете зашто вие Затоа доаѓате. така ние. Александра е едното лице, ти си другото лице. А не сме дволични. Тоа што го збора, тоа е мит, нема врска. Не. Близнаците не се дволични уопште. Многу Со сакаат, две они лица се не мора да авантуристи. значи. Авантуристи. Многу се не даваат внимание на тоа што не ги интересира, така ти е исто. Фокусот им се губи многу лесно. Така фокусот им се губи, забораваат работи што не им се битни во животот. Многу сакаат да се дружат, секој ден сакаат да им биде малку поразличен, да им е нов, али две лица мислам дека немаат близнаци. Добро, А сакам да сите кажам, знаеш кога ќе ме близнаци прашаат, се двајца што си у хороскоп, луѓе. близнаци, онака знаеш, дури им се гади, викам што е тоа, зашто? Баш мислам дека ние близнаците да не сме, Нема да биде нема да интересно. биде интересно. Па нема, нормално ќе фали еден знак во хороскопот. Фала Да, Богу. ама и нема да биде толку интересно. Кажа дека многу работи заборавате. Која работа што сте ја заборавиле? Пример Нешто сега што не ти било битно у животот. Ама еве, може и нешто битно сте заборавиле. Ај потсети се малку. И после Па- си се покајал што си го заборавил.
Јас многу пати. Не можам да се сетам на нешто конкретно, Да. ама знам дека И ова? некојаш кога заборавам многу ствари, дури и доаѓа до момент да некој ми се наути ради тоа што сум заборавила. И секогаш се вадам на таа карта дека таков ми е карактерот, дека Да, такво е детето. работи што не треба да ги памтам, други што не треба да ги заборавам, ги заборавам. Така. И многу ми тоа е е. интересно вака кога ќе видам близнак и кога ќе му видам некои работи, знаеш, Се ќе се пронаоѓаш. учиш. се пронаоѓаш, Се си викаш таков е знакот стварно. Тука имам сега некое прашање напишано, дали сте благодарни луѓе? Премногу. Пример Јас сум на секој- животот, на малите работи. Секое станување, така почнав сега, не бев до неодамна, не бев тако, али во последно време секое станување и секој пред да легнам, фала ти Господе, што ова се што сакам ми се случува, што сум среќен, задоволен од мене. А што доведе до тоа? Што те натера? Па се треба да си направиш баланс во животот. Сега да не звучам како некој што треба да кажува тука да учи, али тоа треба природно сам да си го осетиш, да со исхрана, со вежбање, со позитивни мисли, да пазиш што збориш, зашто се што кажуваш има веќе влага во материјално, во физичко, има Така енергија. е, Значи, да. тоа што си посакуваш, тој ќе си повлечеш, да бидеш нормален со луѓето, не знам, добар со луѓето, зашто ако си добар, и они ќе бидат добри со тебе, многу Така е е. просто. Така е. Јас може не многу често го изустувам тоа нешто, дека сум благодарна, меѓутоа во оние моменти кога ќе се почувствувам баш сакана, дали од партнерот, од блиските или на пример кога сум на настап па ќе видам дека публиката ми пружа толку љубов, тогаш се потсетувам дека животот ми е навистина прекрасен и треба да сум благодарна за тоа што го имам. Да, и многу битно во ова време да не се губи фокус, значи да не луташ во телефонот, да пропаѓаш со, не знам, со рилови да гледаш Ма не се постојано, успева. туку да вниманието малце да ти се посвети на, не знам, еве ќе земам, ќе свирам гитара, ќе садам цвеќиња, па нешто ќе земам, ќе црткам, знаеш. Александра Градина. Пробуваме. Да. Пробуваме. Барем Не, пробуваме. многу е тешко, реални да бидеме сите, стварно многу е тешко да се Тешко отргнеме и од така и тие- поспоро ќе ти поминува денот. Например, еве да излезеш на планина да отидеш, колку ти треба? Саат и пол, така? А тебе саат и пол на телефон додека скролаш, ти Одма поминуваат поминува, како да. 5 минути. Веднаш, точно. Така да, затоа зборуваат луѓето и порано како поспоро време одеше. Тоа е дека немаше телефон. Еве, јас, на пример, бев на водно после 2-3 години и откако се вратив дома после хајкингот на водно, ми беше пробал си, викам, Да. леле, вака, секоја недела, Да. живи се. И Чувството после тоа 3 дена не можев да одам. Па добро, тоа си се Кондиција. воспалила. Да. Немам кондиција. Си се Кондиција. кога си воспалена, треба пак да удриш Знам, форца за да знам. побрзо да ти помине. Сега ова ти кажува затоа што почна А, да ја вежба, готов фитнес веќе тренер има- станам. Има Да. кондиција и те како и заради тоа. Кажи ми што е, ама ова насмевката не си ја вадиш некако ова емисија и многу ми е драго Ама заради тоа е тоа. ради вас, види, со 4 жени сум обкружен, како да не се Браво, смее Александр. човек. И баш ка убави сите која откаа пу. Секоја чест. Кажи ми што е причината за твојата најголема насмевка, она што знае да те насмее баш од срце, освен убави девојки? Што знае да ме насмеа од срце? И убаво. Некоја оригинална смешка, некоја глупост. Не знам, ама тоа да биде оригинално и да биде на место, значи да држи вода смешката или глупоста, не знам како да го Знаеш да објаснам, кажеш. али тога знам да се насмеам од срце, онака да се смеам. Ај кажи ни некој виц, може да не насмееш Виц не сите знам, тука. жими се, Не знаеш? знам. Еден виц не знам да И кажам. јас не знам да ги, не можам да ги запамтам. Една И дури- карактеристика на близнаците. Да, еден виц не знам да кажам, еден. И дури кога ќе слушнам некој добар виц, леле, викам, ој сега ќе го запамтам, за кога ќе Исто. рече да кажеш виц, да го кажам, нема шанси да ми влезе у глава. Виц, еден, немам запамтено, не знам ни да кажам. Александра, тука морам да кажам дека ти пред некое време ја направи твојата свадбена прослава, Така на која е. што можам да кажам, како што гледав јас сама, беше една од највеселите невести. Да. И сега, можеби ќе те прашам едно најмалку битно прашање, но мора да има некое прашање. Најубавиот или најдрагиот подарок што го доби и како ти се сеќаваш на тој ден? Написе ти винце, сега знам зошто пиеш. Вака ќе кажам, можеби најубавиот подарок го добив од моите другарки пред свадбата на она моминска вечер која што Так. имавме А каде беше таа? Па, во Белград. Во Белград? Блиску беше, да. Добра дестинација. Тоа ни исто, беше дестинација која што одговараше за сите, затоа што од повеќе страни на светот се собравме. И
таму имавме еден преубав викенд и не откривам што е подарокот, меѓутоа навистина многу ми значеше мене. И тоа е можеби најубавиот, а знаете дека обично на свадбата поклон се пари, повеќето поклони се пари. Подарокот во плик. Да, подароците во плик нормално се убави, меѓутоа не е нешто што останува. Така е. Парите доаѓаат и се трошат. Оно што ми остана во сеќавање е секако од свадбената прослава, колку беше убава, позитивна, колку беа сите возбудени и еуфорични од почеток до крај. Многу беше интересно што ветив дека на мојата свадба нема, значи да плачам, дека нема ниту една солза, да пуштам, дека ќе бидам цел ден срекна и само што стигнав, значи уште сабајле на фризура и на шминка, вака почна солзи да ми течат, вака не можеш. Па тоа е радост, тоа се емоции, тоа не тоа се солзи радосници и ете, можеби на тоа најмногу ќе се сеќавам затоа што не можевме да почнеме да се спремаме, што беше емотивно. Браво, па тоа е многу убаво и многу емотивно навистина ова што го кажа Абе, сега. близнаци. Сега ќе те погледнам вака убаво, не е баш дискретно. Во љубов си со твојата девојка повеќе од 6 години. Па да. Не прашувам дали планираш свадба или нешто слично, ама примерите заеднички живот. Да, веќе Веќе живеете заедно? Па за 2 месеци ја така некако си претпоставам, зашто се спрема уште станот кај што треба да живееме. Ти благодарам на одговорот. Мислев дека тука ќе ми кажеш ајде сега ти што прашуваш за свадби, тоа ли се теми на муаве Не бе, ако да си кажеме, порано можеби сум криел некои работи повеќе, али сега не знам, не гледам некој. А ќе не поканиш ли на свадба причина. вака сите Да, тука комплет? сите тука Со се комплет. цвеќињата ќе Со се бидеме. цвеќиња, со се балони со себе. Тука имам едно прашање што е малку, не знам, можеби тешко, затоа што навршуваме некои години каде што повеќе размислуваме, да речам. Дали одите, дали некои одлуки ги правите со срце или со разум? И што е поважно? Затоа што почесто мислам дека кога ќе достигнеш некое ниво на зрелост, Да. повеќе размислуваме со разум и некогаш правиме грешка за тоа. Па не знам, ја мислам дека исто ќе ти одговориме. Јас идам комплет со срце. Прво со срце, ако не ме Секогаш? влече нешто, нема шанси да никако потек да направам. Одма го и го заборавам и не мислам на него уопште. Таков сум и јас, на пример, и доколку нешто така ме привлече за било каква работа, тука веќе и разум уклучуваш и опции, па го разгледуваш детално што како треба ти да го направиш тоа за да стигнеш до, не знам, Така. до некој левел за таа работа. И така, ако не ме влече уопште, не го мислам нич. За било што, Да, добро. и јас За било мислам што. дека исто го слушам срцето или барем она што се вели првата интуиција која што имам. Да, Кога треба добро. да одлучам за нешто, меѓутоа не можам да кажам дека не го уклучувам разумот. Скоро секојаш е разумот оној кој што ми вели чекај, стои, размисли. Да. Знаеме дека го Можеби сакаш со ова, годините. но дали можеби постои друг начин, дали ова правиот, знаеш сепак таква сум била од секојаш, сум размислувала повеќе пред да пресечам да направам нешто. Меѓутоа никош не сум правила нешто без да чувствувам дека срцето ми го сака тоа. Значи двете во Порано, на пример, комбинација. повеќе да. сме влагале со еуфорија, Со значи на срце прва, целосно, да. Не На прва размислуваш нешто и воопшто. онда пап се па тука ќе сгрешиш, ќе се изгориш, ама Да, и не сите мора тие да греш- значи дека ако го користиш разумот дека нема да сгрешиш. Да. Некојаш и тоа е погрешно, некојаш. али Така е. според мене и грешките се многу здрави. Да, Ако нема да, грешки, да, да. нема никогаш да научиш. Какви паметни разговори. што да ти кажам, кажавме денес. Добро. Ами изгорени луѓе после дуваат и на јогуртка. Сега тука сакам да ве прашам еве и за љубовта. Иако веќе имате партнер, љубовта може ли пример да се избере или едноставно мора да се случи? Кога веќе го постави предходното Мора, прашање. јас мислам дека мора да се случи. Мора да си кликнеш со него. Знаеш, може да биде вакав физички кој ќе го погледнеш човекот, може да биде и најубавиот на светот. Точно. Меѓутоа, ако нема хемија, ако нема некоја енергија, нешто што го поврзува, мислам дека тоа нешто не може да опстане. А Апсолутно. некогаш да, и нормално дека не можеш да се сите што велат се влюбив на прв поглед. Јас Тоа ми е мене смешно искрено. Како не знам како можеш да се Океј, да, влюбиш, може да те привлече да те некој, привлече, да, и ова на да прв те поглед, заинтересира. меѓутоа, Ама ти да се затрескаш, да се влюбиш на прв поглед, ми е чудно.
Зашто љубовта ти е секојдневие, ти треба човека да кликнеш за да можеш Да. да се трпи со тој човек секојдневно. Овде да почувствуваш нешто да ти вибрира, Да те смирува знаеш, од целиот тој хаос, да да те те смири, насмева. некој да те насмее. Значи, Добро, не знам, таа исто тек на време. Прво секојдневие. кога ќе се запознае, пример, аби не од знам, прва не знам, мислам многу дека чудни треба работи така. се тие. Да се Да. отворат картите, Да, да се да, види да. кој сме, Правилно, што сме. многу правилно. Сега, Јас ако Ако не не знам, од прва, па од втора. Ако не од прва, од втора. Да, на прво си се отвараат сите карти кога играш чисто, она, како да кажам, кога си искрен целосно Да. и ти знаеш што да очекуваш од другиот, и другиот знаеш што да очекува од после тебе и следа, тоа е не знам, тоа. прв месец, втор месец, ќе видиш И дали многу битно според мене да ти оди муабетот со некој. Тоа е најбитно. Ако немаш исти интереси, ако немаш исти муабети, теми на муабети, и никако после тоа и да те поддржу, мислам се да се разидуваат поддржувате. патиштата, да. Зашто ако едниот на другиот го влече, го тегне, Да. нигде не оди тоа. Нит ќе имаат пари да преживеат. Знаеш, Апсолутно е така, така е, Треба така да е. се билда- Особено па вие музичарите кои што пример имат и за се е така, малку, не да, знам, чудно- еве и ти ако имаш љубоморен дечко што си да, новинар, нема Види, тука убаво снимање, е, исто убаво е да да имаш и некојаш и да постои мала љубомора, меѓутоа се да биде во мала да, тоа да биде нормала, Граници на да не нормала. биде онака маниакално. Не може се да биде хармонично, не може, мора Да, да, па ќе има биде некоја досадно тензија, ако е така. некогаш, меѓутоа Минимално. Да има Да. разбирање и пред се почит. Се во свое време човек прави. Си има години кога лудуваш, кога ти било, не знам, филм, ти да отидеш на настап, па не знам што да правиш. И сега веќе ти се други, не знам, гледиштата, плановите. така е. Да. И не ти е тебе битно ти да отидеш, не знам, на настап негде и да изиграваш Клоп. дека си баш Па клова. така е што. Тебе ти е битно да идеш да одработиш, се фокусираш како ќе настапиш, како ќе испееш, дали ќе оставиш луѓето да бидат среќни што дошле на твојот настап. Тоа ти е битно. Да се врати здрав, жив дома, тоа е најбитно. А верувате ли во судбина? Какви прашања ви поставувам тука, многу тешки сега. Тип. Не знам зошто, ама јас верувам. Еве, некој да ме праша зошто, верувам. Заради тоа што ми се случило, заради некои многу спонтани случајности кои што ми се случиле, верувам во судбина. Дека така треба да Дека биде. така требало да биде. Дека некаде е запишано. Па не знам дали е тоа запишано некаде, али во последно време приметувам работи дека се си се случува со причина некоја. Се си има некаква причина. И што повеќе си отворен за тоа, толку повеќе ќе ги чувствуваш тие работи. Да. И само треба да се отвориш и ти, не да се плашиш, туку да се отвориш, за да може и, како што кажам, позитивно да размислуваш и да не размислуваш во ништо негативно. Други кога е најстрашно, ти да викаш така требало да биде. Да. И тоа има причина, заради ова што се случило толку лошо, не се случило нешто 10 пати полошо. И може би и затоа верувам во судбина. Да. Знаеш, кога нешто не е толку сјајно ќе ти се случи и ќе си кажеш па ајде, така требало да биде. Така требало, да секој е продолжиме. лошо за добро. И јас Да, тоа во понатаму. последно почнав исто да го учам да можам да ги прифаќам работите дека не може сите работи да бидат сјајни, не може сите Точно, и работи не да можеш бидат ти да бидеш совршени. најпаметен, најубав, најталентиран, најдобра водителка, не можеш да бидеш. Во никој случај, тоа во никој Туку случај. треба само да Секој преземеш може- акција за се. Да, да, но сакав да кажам пример, некогаш треба да се пуштат работите да бидат заради тоа што може да биде за подобро утре Ама и за најбитно се. е да бидеш ти природен, каков што си со сите твои мани, така повеќе ќе те сакаат и луѓето и ќе те прифаќаат и Леле, пријатели се. јас како што сум Јас колку што имам перфекционист, леле, другари, им тука. кажувам, викам, ја ти си Лудила. таков, по фаца му кажувам. Ти си ваков и ваков, викам, ја не се ни трудам да те сменам, зашто тебе така те створиле. Значи ти си таков. Да. Што и да направам, не знам, ја на глава да се вртам, ти нема да се смениш. И викам, ја те прифаќам ти како таков кој што си. Ќе си продолжиме да се дружиме, тоа е тоа. Тоа е многу добро така, можеш да ги прифати сите луѓе, зашто и ти на некој му сметаш со Така е. нешто. Ама Тоа е. треба да Точно е. созрееш за да го Да, сватиш. да. Мислам дека Апсолутно. така кога бевме помлади некако многу се лутевме. Да, се лути за глупости, За зашто глупости, животот да. си тече. И не ги прифаќавме особините на пријатели, на Да, некои и околу нешто нас. те ле ќе го мисли цел ден зашто ова се случило. Да, Абе денес тоа или бриши одма, не се дружи со тој, Делит, ајде, готово. делит Да. или прифати си го и терај си. А Тоа вака така. кога ќе се заврти да го спомна минатото и тука ми дојде едно праше, вака кога ќе се свртите пример наназад, но што сте најмногу горди што имате направено? Еве Александра, тебе ќе те прашам. Затоа што имам многу успеси во тие изминати години, има и предизвици секако. Што си требало да се соочиш, но оно што ти било некако
така најна срце што ти е убаво? По еве на професионален план ќе кажам тоа што имам песни кои што се уште живеат, кои што од моето прво појавување на сцена биле успешни и до ден денес се пеат во полн глас. Така. Секаде кај што настапувам, тоа ми е еден успех кој што ете можам да си го наречам успех. И треба да си го наречеш успех. Да, многу тешко Дури си ми кажувам за текнува себе кога ја дека видов прв пат на имам Макфест, некаков гледам успех. телевизија и викам кој девојче шубо пее, па нели ти пишав тогаш браво. Да, од секој Браво, старот, девојче, секој тогаш ме не ја знаеш, поддржува, браво, од самите девојче. почетници, да. На приватен план можам да кажам заради тоа што сум направила добри избори досега. Во ова љубовта ми сум се страдала и сум научила како да побегнам од тоа страдање и да го најдам оно што е правото за мене. И еве на тоа сум можеби најгорда на одбирањето на мојот животен партнер. И луѓето околу мене кои што се постојано се луѓе кои што ме поддржуваат, ме сакаат искрено онаква каква што сум, не се трудат да ме менуваат и што се живи и здрави моите родители, моите најблиски. Тоа е, мислам, најважното нешто. Луѓето се срекни што ти имаат. Сето ова што го кажа е многу убаво. Тара ти, кога ќе се свртиш наназад, што има? Гледам прекрасна Црнила. сценографија. На многу работи сум така горд, би кажал, многу ми е мерак што почнав да се бавам, да стварам музика во студио, да работам нови песни. Зашто така се осеќав како, значи, музика како заробена во мене беше. И постојано договарај термини по студија и не можеш да договориш, а тебе секојдневно ти се работи во студио. И сега почнав сам тоа да си го реализирам и многу сум среќен, се осеќам слободен, што можам во секое време да створам нова песна. Точно. Тоа нова песна има, секоја нова песна има своја нова емоција, која што е уникатна. И тоа е многу добро и за општеството, Да. и за мене како Браво, артист. Браво, Тара, а сега кога веќе вака убави разговори кажавме, тука имаме една торта. Да, ја гледам. Таа торта ни го означува првиот роден ден, па нели треба да ги поканеме нашите девојки Секако. да дојдат тука, да отсвириме Секако. една песна, Секако. да дувнеме Само што свекичката, ќе да прашам, замислиме нели желба. пееме? Секако. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Star Stevie Show. Happy birthday to you. Може да дувнеме свекето сега? Ајде! Happy birthday to you. Ајде на здравје. Живи здрави. Живи, здрави Здравје. Да си сите. продолжите, сте да си многу имате овакви успешни, убави прекрасни. емисии. Благодариме премногу, па не би можеле да имаме ние прекрасни емисии ако немаме прекрасни гости. Thank you. Реално. Тука сакам да ги поздравам нашите Шато Ризов, да почнеме и со поздрави до нашите пријатели кои што го имаат најпрекрасното вино. Тара, ти и сам кажа неколку Стварно пати го. до сега. Многу е добро виното. Види што сум ви Одлично. припремила. Повели, ова е за Ти тебе. благодарам. Ова е Да, Александра супер. за тебе. Многу е вкусно и ова белото. Одлично, јас си поштувам вино многу. Пред да почнеме со рубриките, сакам да ве слушнеме покрај Happy Birthday, да слушнеме некоја песна по ваш избор. Некогаш забава беше со љубов преполна, сега сме во неа, само јас и тагата, милион прашања, а во секое од нив дали ме искриш и со кого си. Зошто баш ти ми требаш, а мене те нема секој ден. Без тебе ми е казна голема. Зошто баш ти ми требаш, кога срце те немаш секој ден. Помалку ти ме убиваш.
Сакате да свириме уште една песна? Па да, роден Да, ден. ајде, ајде. Уште една песна. Да не виде джабе сме ги Ајде, спремале може ли? преска, ало, викам Александра. Од каде пеес? Спремање со скали, со се. Видов, Знаеш, од кога немам земена гитара во емисија? снимателите ме прашаат дури да не се спремате за концерт. Да. Па ајде, кога сме веќе тука што... Alexandra и Александра Да, концерт. концерт во Старс Остас. за роден ден. Dai non occhio vana son che vi doida samo taka možem da sum tvoj a vo stvarnost jaz bez ljubov odam a ti so nego nema sila da te zadržam za sebe a radom se što ima fijas i nemam sila sega ni da продолжам bez tebe i daj kaži koji te ima kaži mi mila da li sto ko mene to ljubi ljubomora nemam a toj mi te zema, a ja samo te sonuvam. La 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 ira la 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 ira ra ra ira la 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 ira la la ira ra na lei, me angiche na lei, od rujno to vino, na lei, od rujno to vino. Аха, еве Ангела. Na majkata zemlja, na majkata zemlja, na Makedonija, na majkata zemlja, na Makedonija. Sloboda imavme, pravdini nikakvi, koga gibaravme, zatvor se najdovme, koga gibaravme, zatvor se najdovme. Ra ra ira la 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 ira ra 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 ira la 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 ira ra ra ira la 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 ira ra Ovo više dobro. Na lej, me anđike na lej, na lej, na lej, na lej, od rujno to vino, na lej, na lej, na lej, za Makedonija. Не, ова беше топ верзија. Живели! Здраво, драги гледачи, здраво на денешните гости. Ние со музика почнавме, но сега и вака јас да ве поздравам уште еднаш. Ви благодариме што денеска го кронисавме и роденденот, а и ние разубавувате целата атмосфера. Мојата енигма се вика
Мојата енигма. Гледаш уште одма си го кажав. Мојата рубрика се вика Жешка енигма. Жешка енигма. Жешка енигма, да, малце имаме спој на жешко и на мистерична. Ќе видиме колку ќе биде жешко и колку ќе биде мистериозно Ајде, ајде. според вас. Куглата ни е многу позната во емисија. Ова е магичната кугла која што е денеска исполната со 10 ливчиња. 10 Добро. ливчиња за наизменично да си повлечете по едно ливче. На ливчињата се испишани хитови, македонски хитови, во кои што се и ваши песни. Не можев да ви Добро. изоставам. Не дека сте ми гости, туку дека стварно се хитови. И вие ќе треба малци глумачки тука да настапите. Не Опа. знам кој колку актерски. Па, Александар е поактивен на тоа поле. Добро, зависи за што. Ама жените се секогаш добри глумици. Така да, Да, изедначени жена сте. може да ти каже супер, е Ај, се така, или да ти каже прави Не што се сакаш. Кога Да, ти прави каже што прави сакаш, што тоа е, сакаш, тогаш значи замисли се се малку. зезнал. Значи, секоја песна треба да ја усогласите во приказната, а темата на глумачкиот дел е трагично раскинување од врска. Леле. Треба да глумиме тоа. Да, треба да се замислите дека сте во Шпанска врска. серија. Шпанска, исто Ај, ќе го кажа. ми амор. Да, може и да додадете, значи се со цел да биде коерентно и да има тука дуодрама меѓу вас. Земете си по едно ливче и размислете секунда, а или знаете како? Можеме сите 5. Земи си 5 ливчиња, Добро, 5, за да ја осмислиш поиме малце приказната. приказната. 4, 5. Ето така, ти имаш едно, повели ајде Андријанчо Добро. Александра уште 4. Ето А така. чекај, преку песниве, преку текстов да раскинам. Да. Ау. Си зема веќе за право да раскине. Александар, јас не кажав кој ќе раскинува тука. А можеш да додадеш? Можеш да додадеш. Добро. Александра, знам дека си близнак во хороскоп, ама многу игри без граници правиш. Може да Прати ми го измениш. сонцето. Може да му возвратиш ако ти доаѓаш. Кај ми патуваш ти километри, само километри брат. Далеко од тебе. Далеко од мене, Подалеко а? од тебе. Луд сум по тебе, ама знаеш што? Без тебе ќе преживеам. Јас и ти сме брод што тоне. Прочита тоа не, а? Што не ми го кажа ова на почеток. Само ме лажеш. Немаш ни благодарам за сите убави зборови што ти ги имам кажа. Имам. Кој ѓавол ме натера во твоите коси да заспиам? Кажи, кој те има? Врати ми го сонцето. Пак. Ајде Никој на никој не рази. Никој на никој, вие стварно Значи, сите сакате. Гледаш кога си се Онака- почнуваме као се караме, Сакаш да раскинеш, ама после, ама ама ствари пак не си сакаш. седиш, да. Така. А со која песна вака да завршиме? Со која песна? Јас, значи вака, имам нешто да кажам. Ајде. Ја замолив Александра пред почетокот да ја испее А, да. Еве ме пак. И ми кажа дека во секоја емисија ја пее, но можеме акапела тука малце да... А? Можеме и гитара да се... Ајде, може, од семол. Цело време со гитарата. Можеш од Сега страна јако да ми е свириш? дека не знам колку време не сум земал гитара во емисија, многу ми е јако. Ајде да ја земеш, ако ти е јако, ние тука ќе ти го возиме Бота- јакото. Еве ме пак, без сонце без зрак, коранка без слика, пред тебе стојам, прикривам трак, да не видиш знак, од тага што блика, без да бројам. Штом ќе помине се и ќе бидеме сами, ќе пробаш да се смениш ти. Штом ќе помине се и друга тело ти гали, Па тоа е. душ срце чува спомени, бараме утеха, чекаме крај, во душава пекол не постои рај, штом некој губи, некој добива се. Драги веќе не, на све што сме значеле му снемува сјај, не змагва од сум, нежи се назира крај, не љуби срце што скршено е, и да сака не може, Ке се вратиш ти пак. нема шанси. Моите гласовни способности јас ги истакнав денеска со Flex Broker. Flex Broker, нашите пријатели ви порачуваат дека можете да го, многу ми оди убаво во позадина, дај ми. Можете да го осигурате вашиот дом за само 0 денари, а се што треба да направите е да ја посетите нивната веб страна www.flexbroker.mk,
А уште едни од нашите пријатели тука за денешните наши гости, повели Тара, рековме На Тара. гитарче. На гитарче, дај. Бакшиш, На Дедо Мраз. бакшиш, пази, добро. Пази, и немаше една песна по Пази се од мене, пази се. Имаше една, не знам дали принц не беше која. Исто и за тебе, Александра, Пуштицка ли? повели. О, Да. Аджико Home Center имаат се за вашиот дом и за градината, така да ќе Благодариме. видите дали ќе ви се допадне. Тарабунов е се уште во елемент, а Ја ние ти ќе го правам као пропуштиме. интермецо, Да, разбираш. За и понатаму да бидеме во интермецо, ќе одиме на кај подлабоки води и подлабоко интермецо со Емче. Пред да започнеме со другата рубрика што ја најави Ангела, Тарабунов некако ни е импресиониран од подароците и јас сакам да ти оставам простор да кажеш ете што те воодушеви толку. Епа еве сега ќе кажам. Мокно вино со темна рубин боја, полно со ароми на зрело шумско овошје и темјанешки, со зачински и тобако ноти. Хармонизирано за вашите префинети сетила, така е. Се сервира на собна температура со црвени меса. Погледнете зарем, со црвени меса, тврди и полутврди сирења, шате ризов, кабарнет шевиньон. А ете готово. Значи си заслужи уште едно вино подарок. Страшно. Искрено. Искрено многу е добро вино. Многу Готово. добро на вкус. Почнав да препознавам и малце каква квалитет. реклама направи. Каква реклама направи Многу е досега. добро. Али кога нешто е добро, како ви кажат, и Богу е драго. Каде е нешто лепо и Богу е драго, така. А и тоа другото нешто го пофали позади тебе веќе. Да, сега ова не ми ни треба, почна да ги- машинка сте ме погодиле, значи машинка не знаеш колку време се канам да си купам. Сега нешто по фазон почнав да ја шишам брадава, не знам зашто. Само не знам дали е за коса или за брада, тоа не прочитав. За брада мислам дека е Да. тример таков. Ке го пробаш? Не знам што прочита марка ти најде се. Хаусберг? Хаусберг, да. Да, не Али може топ. цената да ми ја покажеш, ама да, Топ. Хаусберг е тоа. Супер цена, ова полна цена. Па така, Джико има се за вашиот... Леле, јако ми е ше Думи за рекламирам, вашата ака спонзор, градина. ми се интересно. А значи кога ќе улевате у Штип, ќе си одите во Ладжико. Има и кај нас во Скопје. Топ. Има и во Добро. Скопје, во Дај бе, Рамстер, стајте ни така со Александра По текмото. да правиме Може. нешто. Значи, Да правиме така овака како реклами, има. интересно е. Јас пошто често сум у Штип, си знам за Штипското. Така Знам дека има е, во Скопје, така, тоа нормално. повеќе ме влече. Сега сакам да ве прашам тоа што ве праша Ангела. Спремни ли сте за длабоки води и за длабоки прашања? Кога мислам на длабоки прашања, мислам на прашања кои што немаат извини. Па не сме пливале одамна, сигурно. Ајде, може. Ајде да видиме. Ајде, Емче. Рибари, Sorry, Drugari. Crowd goes like That's not again. brown Oli. Лихвира Охридското езеро. Песна беше Била на платно беше. Браво, бре, јас какви музикални и водителки и гости имам, пулгава роденденска забава. Нема, не може. Чекај, ти на кој си надарена за пеење овака? Надарена. На кој имаш дарба Надареме! за пеење? Ај надарена е. Надарена е, да, ама и за пеење. За пење. Од кој знаеш, мислам, од кој Талентот, имаш талент? Од кој? Од кој имаш талент? Од мене? Да, мајка ти, татко ти пееле? Знаат да Мајка пеат? ми, не, татко ми само за Африкана. А, да, за забава. За забава. Да. Многу добро Се пее. пее за- Браво. Јас? Да, да, добро. Ај, Имаш интонација, лажеш, супер. Па лажеш. имаш интонација, не Лажа. фалширај. Озбилно. Емче, ама кажи им на нив, за да бидеш добар музичар во Македонија, што треба?
Ќе биде Низок. низок. Треба да Како се мене. низок. Да, малите отрови како е, големите отрови Ете, во мали тоа шишини. сакаше. Нема музичар Цел во живот Македонија. се мислам зашто сум ниска. Тоа Ти да си знаела да пееш. Да, видиш, ја нема многу баба глас како ангелче и висок. Драга Македонија, добро вечер. Добро вечер, Александра. Добро вечер. Добро вечер, Тара. Тара. Две Александрович. Александра, Тара. Александрович. Ич. Не бе, Боже. Александрович. Како презиме ти го направи, разбери. Тоа е. Како интересно, денес имаме Александар и Александра. Колку убаво. Многу добро. Така е. Многу добро. Мислам дека Александар и Александра се најчестите имиња во Македонија. Точно или Мислам дека не? ги сонуваш вечер. Точно да. Да, Па вече. да. Па не знам дали се најчести. Па Па има, се, има. мислам, Често, да. Има, да. А, Во ова сега. наше роденденско издание ние реживме Што да правите? се рабавуваме малку повеќе. Што правите? Продолживте? Реши. Решивме, добро. Затоа може запливаме во длабокото. Ајде Спремни да си? запливаме, да. Гумата кај е. Да, со спидо, онакви сум спремен. Со спидо, крат. Најпрво извлечете по Лево ја гледам темни црни карти. 3 карти или 5? Пара само Пет ако ми ги карти. Ајде, Александра. Што би попрво? Сиромашен на убав или сиромашен убав? богат? Град. Сиромашен убав, а богат и грд. Да. Сиромашен убав. Да. Што пари може да се направи. Поготово денес. Па така е. А убав, особено ако е во душата убав, тоа е вечно трае. Тоа е веќе бинго. Нема рок на Бинго. траење. Ајде. Каква погрешна проценка имат за тебе луѓето кои не те познаваат? Па сум добила неколку окарактеризирање, како да кажам, мислење од луѓе дека сум арогантна, што мислам дека вие што видите денес, Апсолутно не. Да, мислите да, дека да, да. воопшто не е точно, ама нормално е така да знаете да имате некаков гард и луѓето тоа да го восприемаат како да сте арогантни, како сте да се чувате на некој начин и окей. Добро. Која е најчудната работа која некогаш си ја вкусил? А вкусила? Да. Ова прашање првпат некој го извлекува. Да. Да ви кажам, зборуваме за јадење, така? Да. Да, јадел. Не сум фан на морска храна. Зашто? Не сум, не знам. Имам пробано неколку Тука не се работи слагаме. кои што не ми се и чубави на вкус и пред некое време Да, пробав и јас нешто што не сум личеше фан на за вкус. маслинка, ама внатре беше така некако лигаво. Пуната линија. Не знам што беше. А беше Значи на маслинка, а Имаше било... мирис на нешто морско, така што беше нешто сигурно морско. Не знам што беше, Не знам јас маслинка. ама Маде од октопод. Па не знам на маслинка. па и Се шал, и не за- знам, и живи. по октопод не сум нешто многу. Еве октоподот не ми е нешто. Што сакаш повеќе? Бакнеш или прегратказ? И зошто?
Морам да одберам едно од двете. Не можам ни двете. А? Или може нешто и се... Не знам. Може би во што уживаш повеќе, што ти е подраго. Види, бакнежот не може да биде од секој. И е поинтимен и ќе го одберам него. Бакнеж. Ајде. Тара. Кога си вознемирен, а што ти помага да се смириш? Се знае музика. Музика. Само музика. Само музика. А кога си Само многу музика. вознемирен, знам и да барам и утеха во музиката. Некогаш и кога ти е многу нешто тешко, така и некогаш излагаат и најдобрите песни кога ти е премногу тешко, дали е за љубов, дали е за... Тука, не знам, твоето вистинско битие излегува во форма на музика. Да. Ајде, тоа така го. Кој е твојот најголем страв? Страв имам од, мислам дека најголем страв е од голема длабочина. Лабочина. Да, од длабоко. А баш си сега во длабокото. Да, сега во длабокото, затоа ми е страв и свирам да се шалам. Од многу длабока вода имам страв, многу длабока, и од висина, така негде да ме ставиш на нешто да е премногу високо, а да не се осеќам сигурен. Тогаш цел се, не знам како Укочуваш. ме гасат од штекери, така не работам. Може така да остане. Од страв е тоа. Добро. И тука не можеш да се помогнеш. Во кој случај знаеш да правиш будала од себе? Како го кажува сериозно, разбираш? Кој случај? Знаеш, да правиш будала од себе. Многу добро звучаш ова. Па, не знам, кога, можеби кога сакам и нешто да сокријам пред луѓе, па, знаеш, сите ние некогаш во даден момент знаеме да бидеме, да правиме будала од себе. И јас не ми е криво, например, некогаш ако сум испаднал будала, секогаш тоа завршило со се смееле 20 луѓе и тука пак има нешто позитивно во тоа. Си насмеал 20 луѓе. Што според тебе е Што според мене? прав маж? Прав маж? Да. Па да има јамболија награди, се шалам. Прав маж треба сериозно да кажам? Не, да прав маж да ги преземе сите конци во негови раце. Не сите конци. Треба и жената тука да го буста, да му дава Пази што ветер кажуваш. во едро. Не знам, прав маж треба да си ги сака најблиските, фамилијата, жената, децата, да се грижи постојано за нив, да одржува баланс, да нема караници, негативна енергија, зашто тоа децата ќе го впиваат со тек на време и они можат да го отсликуваат после во нивниот живот, а тоа не е убаво. Треба да бидат забавни, да дозволат, не знам, на ќерка им да ги шминка, да Ама спремена за деца. Да. Да. Па такви некои работи, не знам, прав маж да одбрани во даден момент, да ги одбрани своите деца, жената, да се жртвува за жената, за деца, да зборам за маш, она маш. Така, браво Тарабунов, ти даде еден добар пример како треба мажите вистински да ги Па да, сакаат и оние мажи почитуваат што своите глумат тука, семејства. па, знаеш, ја ова, она, Кои тоа се? нема, што значи, или му е мало пипето, или оние што стискаат газ на кола, не, 100% му е мало. Значи, тука нема, она ко турира, така 100% му е мало. Кој е најубавото сеќавање од твоето детство? Најубавото сеќавање од моето детство е што многу сакав да летам. И знам дека ми направија, тоест мајка ми направи од картон како триаголник и тука со дупки ставив на рацете и на фонтана кај мене во Карпош 3 пробував од 11 саат, пробував од тие гаражите скокав и пробував да летам. И паѓав и комшијата поминал во 11 ме видел, он идел на кај работа. Се вратил на кај 5-6 саат од поручек
И рекол на мајка ми, го гледам уште овој пробува. Брмнаучи 6 сати пробува да лета, знаеш, ја толку сум бил уверен дека ќе летам. Супермен, мислев дека сум на мојот BMX, ставав, нам се облеков и како Супермен, со такво позади црвено. Да, знаеш, пробуваш со такво, пробуваш да полеташ, никако не можеш да се одвојам од ова, знаеш, како дете, многу ми беше тоа желба. Да. Така да тоа е некој сеќавање. Ден денес кога сонувам, знам да летам и тие ми се најубави соништа. И постојано си летам и по кеј. Си летам, знаеш. Па ќе се одвоиш тука, па планетата како точка ти се гледа, па викам ајде да не салута, па врати се, па пак си леташ тука низ градот. Па добро, Тоа тоа е е многу убава. убаво. Че нема чувство. намет, тоа ствари разглед. позади. Али многу ме нервира во сон, кога ќе се залеташ, значи леташ, и ти онака Ке се мавнеш во не можеш да се контролираш веќе. Фаќаш една точка и натаму леташ. И многу ме мачи тоа во сон, што не можам да си фатам ја кај што сакам да летам. Така и во животот е некогаш. Така е. Реално. Како ние планираме, Леле. Господ ни се смее. Е така е. Многу паметни мисли со Александар Тарабунов и Александра Јанева. Многу И Емче. мисли. Па ви благодарам многу за твојот Многу беа добри. искрени И има и мирен одговори. лет. Многу беа. И сега повелете Леле, многу поклончиња, ала и за ова да не Подарок. треба да го рекламираме. Ајде. подарокот Mobitech. Mobitech. Мобил Најдобрата мобилара во Македонија. Што ова мобилен ни дадоте, така? Леле, супер мобилен. Да, И те дадете 16, така? да бе. И тоа проба. Не, Промај, браво, да. луѓе. И Супер, топ. Александар има вауча, 2000 вауча од Азилија. О, благодарам. Тоа е бутик само за женска облека, затоа не Супер, да, добиваш. трепки. Идеме, пристапи. Не, трепки сега ќе подариме тука. Емче, ајде, кога веќе даруваш, ова се само за жени, затоа што не Добро, можеш да ако ги не, добро, искористиш. добро, Затоа. И 2000 ваучар од Celsius. Супер. Тоа е козметички Само салон. кофе за тебе. Да, имаш и облека, имаш и малку да се... За љубител на козметика. Ете, така, ти благодариме многу, Емче, ви благодариме многу и на вас за одговорите. Ајде, Убави? Ивана може да продолжи со нашите гости. Фала ти многу. Македонијо, денес имавме една таква прекрасна емисија и јас како што почнавме, така сакам и да завршиме. Но пред тоа сакам да кажам на сите вас да верувате во своите соништа, затоа што се остваруваат. И ете, ако ме прашувате мене, дали сум горда јас за ова денес што го постигнавме, да сум, не само јас, туку и сите ние, затоа што позади себе оставивме една година со убави случувања, но и една година на многу предизвици, непроспиени ноќи и се тоа. Но како велат, некогаш треба и да го жртвуваш своето време за нештото да биде вака како што е. Ајде да продолжиме со уште една песна. Македонија, уживајте, се гледаме следна среда. Многу дни пребродивме ние, како чук на немирно море. Насмеј се на ветрот што вие, љуби ме и главата горе. Насмеј се на ветрот што вие, љуби ме и главата горе. Бакни, бакни, бакни ме нежно, обмана, пушкај ме, милувај ме ти, шепни ми ти вкус љубена, ти си ми се. Вети, вети, вети ми вечно, ке сум твој, најмили ти си сонот мој. Не сакам ноќва за нас знај, да има крај. Вети, вети, вети ми вечно, ке сум твој, најмили ти си сонот мој. Не сакам ноќва за нас знај, да има крај.
Па мислам, поубаво и не можевме да завршиме. Браво. Ова некако како да... Чури само кад... Знаеш како попот која ќе помина Демјан. Ајде, добро, нека избрка се што е негативно. така е. Ајде, ништо, одиме вечерва новогодишна емисија, убаво си кажав Може. јас. Што е следно? Нали? Аха. Да, да.